Добар ден, почитувани, започува најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Како се користи магнетната резонанца? На што се може да укаже оваа диагностичка метода на снимање? Дали пациентите што имаат карцином на грлото на матката може да добијат конкретни одговори во која фаза е болеста доколку се снимаат со магнетна резонанца? На овие и на вистина многу други прашања денеска одговор ќе побараме од гостинката која што е со мене во студиото на Телма, доктор Магдалина Поповска-Цветкова, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, Марија. Најпрв благодарам на поканата. Секогаш ми е често задоволство да бидам дел од вашите емисии и да помогнеме колку можеме со одговор на прашањата на нашите гледачи. Докторке, на каков начин функционира магнетната резонанца? Користи ли јонизирачки зрачења, како што е случајот со рентгенското снимање? Не, магнетната резонанца е една современа диагностичка метода која за разлика од класичниот конвенционалниот рентген и компјутеризираната томографија работи на принципот на радиофреквентен бран и магнетно поле. Значи создавање на слика на телото преку магнетизација на водородните иони од човечкото тело и на тој начин се има еден модерен компјутерска систем за обработка на сите тие податоци и се создаваат слики од делот од телото кој во моментот ни е поле на интерес кај што треба да ја бараме болеста. Значи, магнетот како современа диагностичка метода, јас би сакала да се да споменам некој историјат од кога како почнал магнетот. Да. Најпрвен уште 1930 година од страна на Универзитетот во Колумбија, Исидора Рабија почнало со откривање на магнетните својства на атомот. Веќе во 1940 се откриени самиот феномен на магнетна резонанца, за да во 70-тите години е направен првиот магнет на животни на стаорец и веќе в клиничка употреба на магнетот почнува од 1980 година. Секој ден, секој чекор напред се оди, значи, со развојот на магнетот, со јачината која што ја користи усовршување. Значи, почнато е со магнетот, имаме јачина која се смета во Тесла. Значи, постојат магнети од 0,5 Тесла кој што е почнато. Најчесто користени денес за клиничка употреба се 1,5 Тесла и 3 Тесла, па постојат и 8,5 и над, но тие се само во клинички истражувања, значи повеќе за некои научни истражувања. За пациентите 1,5 и 3 Тесла е магнет кој што се користи и кој соодветно ја врши својата работа. Така, и важно е да се знае дека нема зрачење, како што споменавте, бидејќи некои се плашат да прават снимања со магнет. Токму од таа причина може ли често да се прават снимања со магнетна резонанца? Да, значи за разлика од компјутерската, како што кажавме, кај што има зрачење, нема и апсолутно немаме, значи, проблем во однос на зрачење, да се плашат пациентите и ради тоа да го редуцираат во употреба магнетот. Слободно, секогаш кога имаме реална индикација, магнетот може да се прави. А за кои делови од телото се препорачува снимање со магнет? Значи вака, ние магнетот го користиме буквално за исследување на сите системи. Јас би почнала по некој редослед. Ако почнеме со централниот нервен систем, магнетната резонанца за испитување на мозокот ни е златен стандард. Затоа што компјутерот го користиме кога треба да исследуваме, значи, пациенти кои што имаат акутно краварење, кои што имаат акутна траума, за да се утврдат, значи, некои актуални состојби кои што не дозволува на магнет затоа што магнетот трае малку подолго. Додека со магнетот ги исследуваме не само големиот мозок, него можеме да добиеме јасен приказ и на мозочното стебло, на малиот мозок, кој што со компјутерот имаме лимитирана визуализација. Потоа можеме... Значи на сите меки ткива всушност. Да, со магнетна резонанца ја исследуваме хипофизата. Посебно, значи, кога треба да видиме дали постои некој микро-макроаденом, тоа се туморчиња кои се главно од бенигна природа на хипофизата, но и малигна, се користи магнетната резонанца. Кога правиме исследување на орбитата, откривање на тумори во ретроорбиталниот простор, исто така магнетната резонанца. Потоа, кога ќе продолжиме надолу по човековото тело, вратна регија, меките ткива што споменавте во вратна регија, магнетната резонанца, со тоа што тука секогаш користиме и контраст при исследувањата. Понатаму надолу магнет на срце. Би се задржала подоцна на сега вака би ги напоменала, магнет на абдоменот кој што врши исследување на црниот дроб, на жолчните патишта,
со посебна техника МРЦП која нарекуваме се исследуваат, и мускулно-скелетниот систем. Тука би го споменала рабетниот столб, сите болести на рабетниот столб, од дискус хернии до тумори, од мускулоскелетен систем сите зглобови, почнувајќи од рачен, лакотен, rameniот, сето тоа се златен стандард е магнетот за испитување на мускулоскелетниот систем, колено кога испитуваме, скочниот зглоб, има голем едно широко поле на примена, да. Споменавте дека магнетот е златен стандард за снимање на меките ткива, но кога станува збор за белите дробови, за болестите на белите дробови, сепак се препорачува компјутерска томографија. Зошто е тоа така? Затоа што кога правиме бели дробови, срцето е орган кој се наоѓа централно помеѓу белите дробови, и на магнет ние правиме испитување на магнет на срцето, но тоа е посебна метода со посебно користење. Додека за белите дробови компјутерот ни е златен стандард поради тие артефакти кои ги добиваме од движење на срцето. Исто така, еве и ние сега работејќи го магнетот на срцето, пробуваме при белодробната тромбоемболија, која што златен стандард е компјутеризираната томографија, да пробаме дали можеме со магнетот да добиеме некое дијагностичко значење. На сите наши обиди сепак дојдовме до заклучокот дека за бели дробови, за пулмоналните крвни садови, за дијагностицирање на таа тромбоемболија, компјутерската томографија ни е златен стандард. Може би проблемот е дишењето, а пациентот треба да мирува, органот треба да е апсолутно, тоа и срцето ние не можеме да го сопреме, така да сето тоа прави, а кај магнетот најбитно е, затоа и кога ќе го ставиме пациентот во магнет, му кажуваме дека треба да биде мирен. Секое придвижување на пациентот прави артефакт на магнетот, а тој артефакт нас ни ја менува сликата. И ние кога снимаме со магнет, за разлика компјутерот кој е едно кратко снимање, магнетот имаме повеќе секвенции, се прави во 3 рамнини правиме, па потоа секвенции кои ги користиме T1, T2, флер се стандардни секвенции, дополнителни имаме секвенции кои ги користиме, и ако на една секвенца пациентот ни се придвижи, ние мораме да го повториме. Со тоа се продолжува снимањето, а секое продолжување на снимањето пациентот станува нестраплив. И затоа е битно тоа што го кажав, да нема движење за време на прегледот. Тогаш на каков начин се прави магнетна резонанца на срце? Магнетна резонанца на срце ја правиме заедно со кардиолозите. Можам да се пофалам дека во нашата болница започнавме први со магнетна резонанца на срце. Колегите кои го работат тоа се кардиолог и радиолог во тим, се врши подготовка на пациентот и се изведува снимањето со тоа што се следи, фреквенција на срце. Цело време кардиологот прави подготовка доколку е потребно на пациентот. Со таа метода, сега во најново време посебно што е корисна, што ја користат во склоп на состојбава со ковидот, мора не сакале да го спомнеме и тоа, е дијагностицирање на воспаление на срцевиот мускул, миокардитот, каде што единствена метода каде што можеме да ја дијагностицираме ние магнетната резонанца на срце. Така да се повеќе имаме пациенти, мислам јас директно не сум инволвирана, но колегите кои го работат го гледам секојдневната пракса и се повеќе новини се откриваат, за употребата на магнетот на срце во дијагностицирање на алузни од миокардни инфаркти, за различни кардиомиопатии, срцеви слабости, утврдување на нивната етиологија, конгенитални аномалии на срцето, така да има веќе широка примена и магнетот на срце како најнов подвиг во употребата на магнетот по системи во човековото тело. Доктор, ке да им дадеме можност на гледачите, како и секогаш, да се вклучат во Телма амбуланта, бидејќи емисијата е контактна и тие со своите прашања учествуваат во конципирањето на емисиите. 3076-677 е нашиот телефонски број. Слободно вклучите се во програма, поставете прашање кое што поврзано со вашите дилеми со магнетната резонанца, потребите за снимање и дијагностицирање со оваа метода, а секако во денешната емисија ќе се задржиме, докторке, и на магнетот кој што се однесува на дијагностицирањето на болестите со женското здравје, кои што се поврзани како што е карциномот на матката, односно на грлото на матката. Кога некоја жена ќе направи пап тест и ќе се покаже дека има карцином на матка, дали со ехо може да се утврди до кој степен е проширена болест или пак е потребна сепак поинаква дијагностика? Магнетната резонанца е едно дополнување
на гинеколошките исследувања кои ги прават. Секоја жена знаеме дека треба еднаш годишно да прави исследување, односно да го прави тој ПАП тест. На тој ПАП тест гинеколозите можат да утврдат дали постои некоја промена на ниво на грло на матката, односно на епителот. Со утврдување на тие степени цинови кои ги имаме, ЦИН1, ЦИН2, ЦИН3, дали постои лесна дисплазија, тешка умерена дисплазија или постои карцином ин ситу, се утврдува што понатаму. Но постојат пациентки кои што, значи, освен редовните контроли, доаѓаат и поради причина, односно, сега би сакала да споменам првен кои се, значи, симптомите на карцином на грлото на матката, па зошто доаѓаат до нашиот дел, односно до магнетната резонанца. Пациентките кои што имаат карцином на грлото на матката, најчесто се јавува првен вагинално краварење кај пациентките или болка во крлицата. Така да, со тој симптом се јавуваат кај гинеколозите. Гинеколозите со ехо прегледот и со тој ПАП тест утврдуваат дека станува збор, односно абнормални клетки присуство, но не може понатаму да утврдат големината точна на туморот, колку е раширен туморот, дали е само на ниво на грлото на матката или е пробиено фиброзното ткиво околу матката, тоа се нарекува параметриум, што е многу битен параметар, дали ќе се оди со конзервативен третман, односно или потребно е оперативен третман, или пак ќе се оди директно на онколошки третман. Магнетната резонанца, значи, служи за утврдување тој стейджинг на карциномот. Со помош на таа една фиго класификација, заедно со Интернационалното здружение на гинеколозите утврдена таа класификација, се утврдува во кој стадиум се наоѓа карциномот. Карцинома ин ситу најчесто не може да се визуализира со магнетна резонанца. Ние карциномите, значи, според големината ги делиме за да се определи дали е операбилен или не, над и под 4 сантиметри се определува и главен параметар, како што спомнав, е инвазија на параметриумот. Фиброзното ткиво, кое се наоѓа околу матката, доколку не е инволвирано, значи дека туморот е на ниво на матката и во тој стадиум е веќе 2А стадиум и може пациентката да се оперира. А доколку е зафатен тој фиброзен прстен, тој параметриум, тогаш веќе е 2Б стадиум и тогаш ги праќаме кај нивните матични гинеколози, каде што се определуваат прво на онколошки третман, па по намалување, по утврдување на туморот, утврдуваат како ќе продолжат со третманот. Тоа значи дека секогаш пред хируршка интервенција е неопходна магнетна резонанца, да. Исто така магнетната резонанца е многу битна за да се види околна дали постои инвазија, значи. Затоа што матката се наоѓа помеѓу ректомот, дебелото црево, значи, и мочниот меур. Ние со магнетната резонанца ќе видиме дали самиот тумор ја пробил таа фиброзна обвивка, тој фиброзен прстен, дали направил инфилтрација на мочниот меур или ректомот, и ќе определиме кој стадиум на болеста е како изголемени локорегионални лимфни жлезди. Доколку веќе станува збор за напреден стадиум, кој што гледаме дека локално најблиските, значи, органи на матката се инволвирани во процесот, тогаш и да надополнуваме компјутеризираната томографија како метода за додиагностицирање, односно бараме далечни метастази. Дали постојат метастази во белите дробови, во црниот дроб, тоа веќе го надополнуваме, а понекогаш, сега пациентките им го скратиме и времето и сетото, кога правиме магнет на мала карлица, правиме и магнет на абдомен, каде што веднаш гледаме, ако постои, значи, локално инвазија во малата карлица, продолжуваме со магнет на абдомен, за да видиме дали има и црниот дроб инволвираност, за да определиме степен градуирање на туморот. Дали се гледат и останатите форми на карцином на матката, како што е карциномот на ендометриумот и слично? Значи вака, ендометриумот е слоевите на самата матка, значи ендометриум, миометриум, како ендометриумот не е тој најактивниот слој што се задебелува кога жената е во циклус, потоа за имплантирање кога настанува оплодување, значи во бременоста, значи тој се задебелува, така да, значи е ни еден слој, кај што потоа како настапува менопаузата доаѓа до негово истончување. Значи ендометриумот се наоѓа во телото на матката и тој ендометриален карцином главно се јавува кај жените по менопауза, односно појава на тоа вагинално краварење кога веќе пациентката е во менопауза. Исто како што споменав на начинот за дијагностицирање, значи на грлото на матката,
така можеме да го дијагностицираме и ендометријалниот карцином. Во однос на карциномот на грлото на матката, би сакала да напоменам дека најчесто, поврзаноста е со присуство на HPV вирусот. Како најчест причинител, и тоа најчесто постојат повеќе типови на HPV вируси, но најчесто е тип 16 и тип 18. Тие кои што се најагресивни. Да, и затоа сега во денешно време пак, иако не е дел од нашата тема, сакам да напоменам дека младите потребно е да се вакцинираат кога веќе постои таа HPV вакцина, за да се намали, затоа што во светски рамки карциномот на грлото на матката е трет по честота на карцином кај жените. Доктор, ке имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се извинувам да прашам докторката, во април прележав ковид, короната со потежок си писам, и во држава болница не ми направила никакво ни мацеве потежок, се префали во војна болница. Требаше ни компјутер, ништо, научно бе нореа. И тоа во војна болница ми направила одна компјутер, одна ме снимава, и после неколку дена, они сумњава на тромбоемболија, после неколку дена повторно ме снимава. Дали има штета од компјутерот, сакам да прашам, пошто набрзо за 3-4 дена. Така, неколку пати сте снимани со компјутерска томографија, ако ве разбрав, да, така? дали има штета, а иначе сега е све во ред, сега е тојде, све е окей, нема проблем. Сакам да прашам дали има штета, докторка, што 2 пати на компјутер бе. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што со компјутерската томографија и, за честените снимања, во овој случај 2 снимања? Вака, новите апарати кои ги имаме, дозата на зрачење која добиваат пациентите е сведена на минимум. Во случајот пациентот имал ковид прележана инфекција со сомнение за тромбемболија. Тромбемболијата е животозагрозувачка состојба. Так. Кога имаме таква состојба, апсолутно го занемаруваме моментот на зрачење, затоа што тоа што можеме да го добиеме како резултат од направениот компјутер откривање на жариштето на тромбемболусот и давање на соодветна терапија, ја минимизира улогата на зрачењето, ако кој што спомнав и веќе навистина, мислам, дозата која примаат сведена на некој минимум, и затоа во случајот нема потреба за грижа кај пациентот, имало вистинска потреба од снимањето. Така, секогаш се гледа придобивката од она што се спроведува во дијагностика наспроти ризикот. Имаме уште еден гледач, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Добар ден, поздрав до студиото. Благодарам. И до докторката. Имам едно прашање. Сакам да ја прашам докторката, оперирана сум од колкот, вештачки колк. Пред 3 години. Сега имам проблем со кичмата, крстот. Дали може да се снимам на магнетна резонанса, дека е вештачки колкот? Да, ова е едно добро прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Може би имате вие некој подпрашање во однос на вештачкиот колк? Пред 3 години, затоа што пред 3 години, да. Значи скоро е тоа, добро. Да, секако ќе се надоврзавме, кои се контраиндикациите за снимање со магнетна резонанца. Така да, во поново време, сите материјали кои се користат при вградување на овие вештачки протези се така прилагодени од материјал да може пациентот да се снима. Во принцип, институцијата кај што се прави вградувањето даваат као пасош и пишува материјалот дали може или не може. Така да, кај нас доаѓаат пациентите генерално или со тој документ, или ортопедот кој го направил сето тоа ќе ни каже, но во последните години, па можам да кажам и последните 10 години, сите материјали кои ги користат, слободно може пациентката да влезе и да се снима во магнет. Во минатото, да се надоврземе на ова, главен проблем биле околу контраиндикациите сите тие материјали кои се користеле. Какви се тие материјали? Метал? Металот. Металот е проблем за да се влезе во магнетна резонанца. Зошто? Што се случува ако некој влезе со метал во магнетна резонанца? Ако имаме пациент кој има некој куршум заборавен. Добро.
кога ќе влезе во магнетно поле, може да дојде до придвижување. Аха, значи може да го Да го придвижи па да направиме повлече. локално краварење, да, затоа што е магнет, баш онако влече. класичниот магнет влечење, или загревање на тој дел од телото повеќе и стварање на некои опекотини. Како што сме поменав порано, срцевите валвули кои се ставале биле со таква метална и тие пациенти, тие срцеви протези имаат проблем во минатото, но сега е надмина тој проблем и сите материјали сега што се користат, од материјали за вештачки колкови, вештачки колена, срцеви протези, сите тие се прават антимагнетни и пациентите слободно да може да го направат снимањето. Во однос на тие контраиндикации кои се поделени на апсолутни и релативни, се менува секојдневно ситуацијата. Порано кога ќе се напоменеше пейсмейкер, пациент кој има, значи, девајс на срцето, никогаш не смееше да се влезе во магнет. Сега во денешно време се прави посебно и се врши деактивација. Кај нас не има соработка, кај нас со кардиологот кој го работи поставување на тие пейсмейкери, пред самиот преглед врши деактивирање. Мора се деактивира за да се влезе мора, значи он да направи подготовка за да можеме ние да го направиме снимањето. Значи врши подесување, кој се специализирано од докторот кој го може ке по старите пейсмейкери да се направи оваа деактивација. Кај по старите не, значи се зависи, секогаш ние кој ќе го прашаме докторот со кој соработуваме, кој работи кај нас, мораме да му кажеме тип на пейсмейкер, да провери што, како, така да не постои генерален став, него зависи од типот на пейсмейкерот. Во контраиндикации се и оние пумпите, инсулинските, например, ги смета, но сега и тоа веќе е надминато. Очни протези, кои се ставани, импланти во увото. Така да тоа се сметат во контраиндикации. Старите што ги имавме на времето, некој се уште ги нема променето. Некој ги нема променето, но генерално тие ќе направат артефакт. Не прават некои големи проблеми. Односно, кога ќе снимаме магнет на мозок, добра, во регијата кај што не е врат, значи вилицата, ќе добиеме као црно, најнародно кажано, значи артефакт посебно не. Затоа што многу зависи и јачината на магнетното поле. Кај нас е 1,5 Тесла, магнет кој дава одлични резултати, но е потребно поголема јачина на магнетното поле за да направиме конкретно за тие пломби некој позначаен проблем. Во контраиндикации за магнет би ги споменала и тетоважите, пирсингот. Да, тоа е интересно. Зошто тетоважите се проблем? Сега вака за тетоважите, иако не е моја област и јас повеќе прочитав за да видам што како, порано се користеле метални бои. Значи самата боја содржи некаков метал. Да, самата боја содржи као олово, арсен содржале самите бои. И ако имаме пациент со стара тетоважа, као препораката ако е зелена веќе, ако позеленува тетоважата, значи он има некои метални бои има во тоа и е тоа контра. Што може да направи ако внесеме пациент со тетоважа и посебно ако тетоважата е на место кое не е поле од интерес, кај што се поставува коилот за снимање со магнет, може опекотина да му настане на тој дел од раката. Значи може дури таков проблем да се до тој степен. И сега тие што ги прават тетоважите кажуваат дека во поново време користат некои поинакви бои и дека и тоа се веќе минимизира моментот на контраиндикација за влегување. Или исто пирсингот. Сме имале баш на пациент кај што има пирс на стомак, мора да го извади за да влезе во магнет. За да влезе во магнет или да ни гарантира дека пирсот што е ставен нема да ни пречи, значи тој што го ставил дека својствата на пирсот се антимагнетни. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав многу до емисијата, до докторката, до сите вас. Благодарам. Се јавува мајка што синот е оперисан на 2019 година, колкот му е од горе, скроз ногата му е извадена в април месец. Сега пред 10 дена раната му тече нон-стоп, значи на гној, на 2,5 години. И му тече, имаше мала така 3 сантима дупкичка и од неа тече гној, по 3 пата го повиевам на ден. И докторите ке тече, лежеше и во тонокална горе, тамо дека го оперисува, лежеше скоро месец дена и ништо го испуштија така, како што со гнојта, со инфекцијата. И сега е он дома. Пред 5-6 дена на таа дупкичка што тече ранта испадна нешто. Јас мислев кожа.
Ја патив кога извадив газа, што да ви кажам, голема, пълна гнои, секакви бои од раната. Раната прстена, сега да тече гној, тече некоја течност. Така, предусам се прашањето ви е што треба да се направи понатаму, какви испитувања се направат и со оглед на тоа дека гостинката е специјалист по радиологија, дали би можело со снимање да се утврди каква е состојбата. Ви благодарам за вклучувањето во Тилма амбуланта. Каде би препорачале да се обратат? Најдобро е таму кај што е направен оперативниот зафат да се обратат, веројатно е некоја инфекција на рана или ако нешто е заборавено. И можеби ќе треба да се направи повторно хируршка обработка, но сепак тоа операторот кој го направил зафатот, потребно е да го консултираат, ќе направат исследувања. Но не се потребни снимања со магнет и слично? Значи со магнетна резонанца не. Ако им е потребно понекогаш за длабочината на раната, прават компјутеризирана томографија, за да се види инфламацијата во спаленото ткиво до каде што како е. Брис од рана ќе се земат за да се утврди нели причинителот, да се даде соодветна терапија, така да најдобро е таму кај што е направена интервенцијата да се вратат и да се консултират. Што понатаму имаме уште еден гледач кој што ќе се вклучи во Тилма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Јас се јавувам од Штип. Така, повелете. Оперирана сам пред 5 години на дојката, на двете дојки карцином. Така. И сега имам излезено под мишката пак. И на резо на средината. Што треба сега да се направи? Дали треба да се снимам? Какво снимање би требало да се направи? Ви благодарам за вашето прашање и за вклучување во Тилма амбуланта. Докторке, што препорачувате во ваков случај? Во ваков случај пациентката треба да се јави и да се направи ултразвук, значи најпрвен, да се утврди со ултразвук дали станува збор за некоја реакција на таа скар лезија кој што е самот рез или може да дојде и до рецидив на туморот, па понатаму врз основа на ултразвукот ќе се утврди дали е потребно да се направи биопсија и магнетната резонанца на веќе оперирана дојка, ако има потреба, ако нешто не е јасно. Таман можеме да се надоврземе и за употребата на магнетната резонанца на дојка би сакала, кога зборуваме веќе за женското здравје и зборувавме за карциномот на цервиксот и ова магнетната резонанца има се повеќе широка примена и за дијагностицирање на карциномот на дојката. Секоја жена знаеме дека до 40-та година еднаш годишно мора да прави ултразвук на дојка, по 40-та е мамографија. Баш сум горда и можам да напоменам дека од мамографија која што ја работиме го имаме најсовремениот апарат кај што имаме и 3D томосинтеза, каде што кај пациентките кои имаат густо ткиво, кај кој е голем проблем да се забележи промената во дојката со таа 3D томосинтеза, затоа што добиваме на помали пресеци, значи од структурата на дојката и можеме да утврдиме промени. Вчера баш присуствував на едно прекрасно предавање за употребата на магнетната резонанца. Во богатите земји се повеќе се користи како скрининг програма магнетот. Според класификација на густината на дојката, кога ја гледаме на мамографија, имаме тип значи А, Б, С и Д, кај што станува збор за масно ткиво А, за густо ткиво веќе и екстремно густо С и Д. Во такви случаи, во тие земји, магнетната резонанца се користи како скрининг програма. Зошто? Затоа што во тоа густо ткиво можеме многу мали тумори да ги превидиме, па дури и поголеми во таа густина кај млади пациентки. Со магнетната резонанца доаѓа до визуализација и на мали тумори, затоа што магнетната резонанца на дојка се користи и контраст употребата и доаѓа до прибојување на тие мали промени и има голема дијагностичка важност. И сега тука се зборуваше и за моментот пак на хипердијагностика. Не секоја лезија која се пребојува е тумор. Так. Не секоја мала лезија која ќе се пребои можеме ние да ја биопсираме. Така да има многу за и против, но во секојдневната пракса основната употреба на магнетната резонанца е кога имаме веќе дијагностициран карцином. Во планирање на третманот на дојката. Многу е битно дали имаме еден фокус, дали е мултифокална, мултицентрична лезија, затоа што ако не се направи магнетната резонанца предоперативно и операторот ако е помлада пациентка може да се реши за квадротектомија.
а потоа се утврди мултифокалност и потребно е повторно пациентката да се изложува на оперативен третман. Значи пред операција на карцином на дојка би требало да се направи ние препорачуваме да направиме магнетна резонанца, да се утврди мултифокалноста, мултицентричност. Потоа, значи како што кажавме, густината пациентки со густо ткиво, пациентки кои имаат позитивна фамилиарна анамнеза, кои во фамилијата од страна на мајка, тетка, или ги имаат позитивно оние гените БРКА1 и БРКА2. Кај нив се препорачува еднаш годишно да се прави магнетна резонанца, посебно кај младите пациентки кај кои што да не ги изложуваме на мамографско снимање, кај што го користиме тоа ионизирачко зрачење. Магнетната резонанца ќе ни овозможи одличен преглед, а нема да употребуваме ионизирачко зрачење. Така, значи има бројни предности. Да, потоа следење на третманот, значи постоперативно следење. И во диагностиката, но и во текот на лекувањето може да се користи магнетот. И пост, значи за да се види како е поминал третманот, значи така да има голема примена магнетната резонанца и на дојка. Тука да пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со Телма амбуланта. Со доктор Магдалена Поповска-Цветкова, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за магнетната резонанца, каде се таа наоѓа примена и што се може да се утврди со овој диагностички пристап. Докторке, многу од луѓето кои што минале низ снимање со магнетна резонанца се жала дека било исклучително непријатно, особено доколку се клаустрофобични. Колку време трае снимањето и зошто клаустрофобијата, односно стравот од затворен простор, при ова снимање доаѓа до израз? Па да, го имаме тој проблем со пациенти кои имаат страв од затворен простор. Би сакала да напоменам дека магнетната резонанца, времето на траење зависи од кој дел од телото го снимаме. Така да најкраткото снимање со магнетна резонанца е на одреден дел, дали ќе е лумбална цервикална кичма, кај што трае десетина минути. Магнетот срце трае по 40-45 минути, да. И исто зависи дали ќе даваме контраст или не, но некој просек е 20 до 25 минути дека трае снимањето со магнетна резонанца. Како изгледа магнетот и зошто? Магнетот кој ќе влезат во самата просторија, значи тоа е еден цилиндар. Магнетот кој ние го имаме, би сакала да напоменам дека е баш погоден и за пациенти со страв од затворен простор, затоа што има поширок отвор од 75 сантима, а исто така е многу поволен и за обезни пациенти кои што не може да влезат, например, во некои помали магнети, кои што генерално се отворите 60, кај нас значи 75, и битно е да се пациентот подготви. На каков начин? Што значи таа подготовка? Значи многу е битно да се смири пациентот пред снимањето. Ние имаме многу пациенти кои се плашат, кои ќе ги внесеме во магнетот, ќе им се објасни, ќе им се пушти некоја тивка, убава музика која ќе ги опушти, амбиентални некои светла, самата значи подготовка, пациентот ќе се смири и ќе се снима. И сега постојат пациенти кои вистински го имаат тој страв. Во такви случаи постои можност и снимање со анестезија. Да ги успиете. Значи, така да. Или главно ги снимаме мали дечки. Да, јапче за смирување може да им кажеме пред снимањето да се напијат ако им делува, или ние непосредно пред снимањето да им дадеме за да ги смириме. А анестезијата главно ја користиме кај мали дечиња, затоа што магнетот значи не е возраст за снимање од 0 па нагоре. Така да бебења кога снимаме мали дечиња кои главно се вознемирени, а како што напоменав уште на почетокот, е битно пациентот да биде мирен. Во тој случај ги снимаме со анестезија, со подготовка значи од анестезиолошкиот тим, и го изведуваме самото снимање на магнет. Значи пациентот се става... Го следите ли ликот на пациентот? Можете ли да видите каква е реакцијата, значи доколку се случи паничен напад? На станицата кај што ние седиме и го правиме протоколот и го следиме самото снимање, имаме екран кај што го следиме пациентот и внатре. Исто така, пациентот, значи кога ја снимаме срце или кога снимаме со анестезија, имаме следење на сите витални параметри на пациентот цело време, за време на снимањето. А пациентот во рака секогаш има и уред со кој може да сигнализира доколку нешто има по некој од страв, едноставно глад за воздух ќе се јави било каква нелагодност, па можеме да го прекинеме прегледот, да се пациентот малку соземе, па да го продолжиме повторно со прегледот. Да се прекине. Да, секако. Вела дека има некакви звуци внатре? Па самиот магнет создава звук.
но затоа им ставаме слушалки на пациентите и како што спомнав, пуштаме музика, па многу често ни се дешава и да ни заспијат пациентите за време на снимање, доколку снимањето се прави без потреба да го контролираме дишењето. Затоа што кога снимаме, например, магнет на абдомен, потребно е пациентот да ги слуша командите кога да дише, кога да не дише. Затоа што некој треба да задржи воздух. Да задржи воздух. Да биде мирен. Исто магнет на срце кога се прави. За време на целиот преглед, по завршувањето, секогаш пациентите со коментар као се изморив, затоа што Активно мора да учествуваат, соработуваат. Ако не соработува пациентот со дишењето, со земање воздух, задршка на воздух, ни го отежнува самиот процес. Мораме да ги повторуваме секвенците и сето тоа го пролонгира времето на снимање. И на крај пациентот е изнеможден, дури некој нервозни како колку време трае снимањето. Имаме гледач на линија, да му дадеме можност да се вклучи во Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката. Јас пред 40 години сум оперирана, утерусот е изведен. Така? И сега имам 79 години, меѓутоа имам проблем со празнење на цревата. Пред 5 години ми е правена колоноскопија, изваден е полип, негативно беше, меѓутоа сега ректоскопија е правено, не можеше да влезе сондата или како се вика тој дел од апаратот, наводно дека имало срафлици од операцијата. Дали би помогнала магнетна резонанца да се диагностицира разреши проблемот? Така, зашто каков проблем станува збор? Ви благодарам за поставеното прашање. Да, магнетната резонанца наоѓа примена и конкретно за состојбата на пациентката, затоа што со магнетна резонанца ние правиме и диагностика на ректумот, значи дисталниот дел од дебелото црево. Дали има карцином, дали има такви прираслици, фиброадхезивни промени, со магнетот можеме да ги утврдиме, така да слободно може пациентката, значи, да си